Рекордни приходи од Царинската управа во јули биле наплатени над 200 милиони евра, што е за 5,4%, односно над 10 милиони евра повеќе во однос на истиот месец лани, кој беше со историски најдобар резултат. Ова се повеќе пари во буџетот, односно повеќе средства кои ќе се вложат во инвестиции за подобар живот на граѓаните, вели премиерот. Според Мицкоски, ова е успех кој што не е забележан до сега, а владата посветено работи на намалување на сивата економија и зголемена дисциплина во финансиските институции. Тој соопшти дека има позитива и во работењето во управата за јавни приходи. Главните два потока, би рекол, со кои што се полни буџетот, се приходите кои доаѓаат од Царинската управа и од управата за јавни приходи. Можам да кажам дека заедно со Министерката за финансии имаме личен фокус на работењето на овие две институции и можам да кажам дека овој јули конечно постои период на стабилизирање и заздравување на македонската економија и двете институции забележаа исклучително добри резултати. Зголемената наплата во царината се должи на порастот на увозот на машини, делови од електрични машини и опрема, како и од моторни возила, но исто така и унапреденото управување со процедурите, зголемена контрола и координација со другите институции. Директорот на Царина вели дека станува збори за посветена работа, а продолжуваат со силната борба со корупцијата. Ситуацијата која затекнала новото раководство била катастрофална по однос на ова прашања. Во изминатата година околу 26 царински службеници добиле отказ. Да полниш буџет државен и секој месец 10,5 милиони евра, да туркаш резултати, да правиш историски рекорди по основ на месечна наплата од постоење на Царинска управа, не може да е случајно. Во изминативе година и месец дена се санкционирани, не знам со колкав број на веќе на дисциплински постапки. Мислам дека од работа отказ од Царинската управа има добиено во првата фаза 15 плюс 1 полицаец и после уште 11. Надлежните тврдат дека успеале да воспостават нов систем на вредности во Царинската управа кој не бара изговори туку решение и резултати. Корупцијата повеќе нема да се толерира.